Здрава Македонија. Нешто по 18 часот, што значи време резервирано за квизот листа за 300 на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи подготвени, јас да речеме подготвени и се надевам дека и вие сте во добро расположение, седнати на вашите омилени места, удобно, комфорно и ќе го следите денешното издание на нашиот квиз. Па да не ве држам ниту вас, ниту нашите надпреварувачи, ниту целата екипа која што работи тука на нашиот проект. Да започнеме веднаш со представување на нашите надпреварувачи. А како и секогаш така и денеска прво ќе ги представиме победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домаќини. А тоа се Дарко и Иван. Повелете. Дарко, здраво. Здраво. Иван, здраво. Како сте? Одлично. Расположени за игра? Да. Денеска кој учество не? Трето учество, така до сега колку пари успеавме да земеме? Минатиот пат беа 150 евра. И вториот пат 150, 300. 300 еврички, супер. Одлична сума, 50 постучинок имаме во овие две учества, така ќе му дојдат, може би 600 имаме 300, да. За денеска како сме расположени? Супер. Сега уште 300 и таман да ги поделим. Таман, и јас така велам. И уште едно учество, па ќе видиме понатаму, дали? Нека се собираат, нека се зголема купчето. Така. Да не сакате да додадете нешто, да поздравите некој или тоа е тоа? Уште еднаш јас да си ги поздравам дома Милан и Бисера и сопругата и сите што ме знаат. Супер. Што не знаат, пошто сите не знаат. Така, голем поздрав и од мене до истите. Нема да имаме ништо, пошто поздравиме се што кажи. Потрошени се, мене ми дадоа, ми ветија кафана за тоа. Да. Да. Може. Дарко Иван, и денеска домаќини, што значи ваша домаќинската кабина? Со среќа во продолжение, повелете. А секако тука во нашето студио се и нивните противници. Веќе докажани квизаджи, биле неколку пати тука во листа за 300, а дали денешното учество ќе вроди со плод, останува да видиме во продолжение. Но секако прво да ги поздравиме Драголюб и Сашо. Повелете. Добро вечер. Како сте? Како си ти? Одлично, мора да признам, посебно кога си имам познати мој, повеле понабамо само ме страв да не ми се лизнаш. Кога имам познати лица во студиото, веќе докажани, знам дека ќе ми биде лесна работата. Супер. Како сме за денеска расположени? Добри, одлично. Имате тешки противници нас против вас, верувам и дека се знаете барем со Иван од минатото. Не знам дали сте се надпреварувале еден против друг. Сме немале прилика до сега, ова не е премиера. Така. Се надеваме на позитивен ишод за нас. Така е, подобриот нека победи и посреќниот во нели, неколку фактори се во игра. Така е. Не би ве прашувал нешто повеќе во животот како? Задоволни сте, има ли нешто ново кај вас? Што се случува? Сезона и пол се немаме видено, ама нема некои новости. Сезона и пол толку ли помина веќе? Леле, година и пол, скоро две. Лета време, посебно сега со дечиња, кога сум искрено да ви кажам вака ми е. Убаво не се брзо раста деца. Да, пријателка една во една ситуација рече, вика Марче, ќе видиш, можеби денот ќе ти се чини како цела вечност, ама годината за миг ќе ти помине. Така е, буквално. Сега да ти кажам и деновите за миг ми поминуваат, таа годините. Така да се иде брзо. Да, се иде брзо, живи здрави, така е. Така е. Летни оваа година и пол, се надевам дека тоа нема да влие нели на вашиот перформанс денеска, дека не сте заборавиле какво е чувството да се биде во надпреварувачката кабина. Ајде да сте заборавиле, веднаш ќе се врати. Апсолутно. Би требало. Како точак возење. Така. Да не сакате да додадете нешто? Па, би ги поздравиле сите гледачи, сите што навиваат за нас и оние што не навиваат. Ќе дадеме се од себе да ги задоволиме оние што навиваат. Така. Да, поздрав до гледачите. Сакам да ги поздравим фамилијата, сопругата, черкичката Ана. Таткото и Каква е сега мајка. киркичката Ана? Ана е више скоро 3. Скоро 3. Така да брзо поминува, да. Внуците, братот, сната. Живи здрави сите да се, значи убава една голема фамилија. Па сега. Ќе ви биде весело сега, мислам. Весело е. Весело е, да, тоа. Весело ви е нама. Така. Одлично. Нема сега повеќе да ве деконцентрирам со празни муабети, така да кажам, иако не се празни, баш ова се они убавите муабети. Се социјални ли да се покажеме во што Во интересно време. Во интересно, така. Почувате како предизвикувачи, што значи ваша предизвикувачката кабина, до каде ќе стигнеме, ќе дознаеме денеска. Повелете. Фала.
Иван и Дарко, односно Драголюб и Сашо, се во нивните надпреварувачки кабини. Што значи сега, драги гледачи, е време да ги провериме истите дали функционираат како што треба, за да си продолжиме со нашиот квиз без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Драголюб и Сашо, дали се слушаме? Да, се Супер. Нема да ви се повторувам, знаете што треба да правите и како да реагирате. Со среќа во продолжение, нека победи подобриот. Фала ви. Сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме на Дарко и Иван дали се слушаме, господа. Расположени денеска за игра. Супер се. Така е. Ме радува што еве повторно сте во студиото и што ќе имате шанса повторно да атакувате на парична награда. Баш би било интересно 300 евра да ги лапнете денеска. Да. Но пак ќе кажем, имате опасни противници, веќе искусни квизаджи, биле знаем. неколку пати, да ги знаете, нема повеќе што да ви зборам. Дали може да почнеме? Може. Ете, драги гледачи, кабините се исправни, домакините расположени, предизвикувачите расположени, имаме зелено светло за старт, па да не губиме повеќе време. Ај како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи. Зборови што завршуваат со буквата П. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат на буквата П, како прилеп и кои имаат најмалку 3 букви. Се прифаќаат сите видови зборови, како именки, глаголи, придавки, предлози, прилози и друго. Но не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, имиња на народи и слично. Иван и Дарко, дали ни е јасна темата? Да. Одлично, Драголюб и Сашо, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација се надаваат предизвикувачите, а денеска таа улога им припадна на Драголюб и на Сашо. Па Драголюб и Сашо, кога ќе имате понуда, кажете ни. Ајде, 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. Едно повеќе 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 20. Заокружуваме на 20. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. Едно повеќе. Едно повеќе 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. Ајде да заокружиме на 30. Да заокружиме на 30. Нека одговарат. Да одговараат. Драголюб и Сашо, одамна не сте биле, па вашите противници решенели да ви дадат шанса да осетите какво било чувството да се одговара. А сега на вас останува дали ќе им го земеме првиот поен или не. Темата беше зборови што завршуваат на буквата П. Сега го мора да ги има во македонскиот дигитален речник и да се најмалку 3 букви. Уште еднаш ќе напоменам, не е важно за какви видови на зборови станува збор, дали именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго, но не смее да се лични географски имиња, имиња на компании, имиња на народи, кратенки и така натаму. Конкретно, Марко, само прашање араб. Би било... Араб? Да. Да, араб би било погрешен одговор, да. Така, да знаеме, Да, затоа што фактички знаеш како можам да ви ги кажам оние зборчиња кои што се пишуваат со мала буква. Тие ги играме, ако се пишува со голема, внимавајте. Океј. Да. Кога ќе бидете подготвени, да започнеме, имаме 30 полиња, не се малку, но исто одговарали на многу повеќе. Кога сакате започнете? Ајде, ќе почнеме со акреп. Акреп. Да, бе, акреп еден. Цикаш би било многу смешно и омилено. Така е точен одговор. Врзоп. Врзоп. Така е. Ербап. Ербап. Така е. Себап. Себап. Така е. Кебап. Кебап.
Како би си каснал некој кебаб сега да ти кажам право? Кебаб. Пети точен одговор. Поп. Поп. Така е. Топ. Топ. Точно. Штоп. Извини. Стоп. Стоп. Може и штоп. Стоп е точен одговор. Ајде штоп. Како Штоп. штоп светло. Штоп. За жал, Драголјуб Исашо, штоп го нема. Ја мислам дека е стоп светло кај нас, дека така се води целиот назив, но како и да е, добро, ова беше едно мало загревање за нели она понатаму што следува. Сега ќе мора да атакуваме да добиеме втората лицитација, за потоа да параме пресврт ако можеме да направиме на пенали. Како и да е, не очајуваме, се концентрираме за понатаму и нели се покажуваме во најдобро можно светло. Имаме уште една лицитација. Иван и Дарко, честитки за првиот освоен поен денеска. Внимателно во продолжение, затоа што нели се е можно кога се во прашање вакви надпреварувачи. Но како и да е, сега уживајте се во првиот освоен поен. Зборови што завршуваат на буквата П. Ги имаме автостоп, антилоп, бискуп, вртипоп, галоп, глуп, гранап, грип, потоа епископ, есап, закуп, ископ, калап, касап, кетчап, киклоп, клип, коноп, мајтап, мангуп, микроскоп, насип, оклоп, осип, подкуп, полуслеп, слеп, потоа синап, сируп, склоп, хендикеп, хороскоп, цреп, чорап, шлеп и шуруп. Тие ни се, мислам, ги има уште многу зборчиња. Да, ја мислам дека сируп треба да е тука да кутнале буква. Ама како и да е, К15 кога може да пеат шуруп, зашто не можеме и ние во листа за 300 да си го искористиме истиот термин. А сега, драги гледачи, продолжуваме со второто надавање, односно втората лицитација. Она која што ќе одлучи кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена, односно оној дел што мене ми е најзабавен, дали ќе играме пенали или не. Па да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: континентални држави кои не излегуваат на море или пак океан. Извор – сајтот на преглед на светска популација. Бараме суверени признати држави од целиот свет кои имаат само копнени соседи, односно немаат излез на некое отворено море или океан. Една таква држава сигурно знаете. За останатите ќе мора да се помачите. Иван и Дарко, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Драголјуб Исашо, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со лицитирање, односно надавање, започнуваат оние кои што имаат негативен резултат, се извинувам, по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Драголјуб и Сашо. Ќе ве замолам повторно да исклучиме кабината на Иван и на Дарко. А Драголјуб и Сашо, кога ќе имате понуда, кажете ни ја повторно. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 27. 21. 22. 22. 23. 23. Нека одговарат. Да одговарат. Ајде, Драголјуб и Сашо. 23 празни полиња, ни треба 23 копнени држави, односно континентални држави кои што не излегуваат на ниедно море, не се граничат со истото или пак со океан. Ако сте подготвени, Драголјуб и Сашо, слободно започнете. 23 празни полиња, ни треба 23 држави. Повелете. Ајде, Македонија. Македонија. Така е. Србија. Србија. Така е.
Босна, Словенија не. Босна не. И Словенија. И Словенија има дел. Да. Да, мала. Босна има. Босна неум и Словенија не. Чешка, Словачка. Чешка, Словачка, да. Чешка. Чешка. Така е. Словачка. Словачка. Точен одговор? Унгарија. Унгарија. Точен одговор? Австрија. Австрија. Така е. Ватикан. Ватикан. Така е. Да, не ми Сан Марино. Нега плинава. Лихтенштайн. Лихтенштайн не изгледа. Не изгледа Лихтенштайн. Чекај, ова е цела внутра, да ја памтим. У Јужна Афричка, Лесото. Таа е цела внутра. Лесото? Лесото, Лесото. дури ја памтим. Аха. Епа, убаво што дури ја памтиш ја кажавте, точен одговор, така е. Швајцарија. Швајцарија. Ту планира Лихтенштайн. Па добро, кажа. Така е. Лихтенштайн. Лихтенштайн. И Лихтенштайн. Е точен одговор за 10 точни одговори. Сан Марино, да ја кажеме. Сан Марино. Сан Марино. Така е. Непал, Бутан. Непал. Така е, потоа Бутан, реков. Бутан. И Бутан е точен одговор. Белорусија. Белорусија. Точно така, и Белорусија дели истата наша судбина без излез на море. До сега имаме 14 точни одговори. Пазиските од Централа што се овие. Непал, Бутан. Не знам, али сум дали. Која? Киргизстан. Казахстан изгледа, да изгледа Киргизстан или... Ошо не си сигурен, да не рискирам. Дај некој сигурни. Која не изгледа? Белгија изгледа. Белгија, а? Да, Луксембург изгледа. Луксембург. Луксембург. Така е. Андора. Андора. Така е. 6, 7. 7, да. Уште 7. Ова Бенелукс, да кажем, Естонија, Литванија, Литва не излагаа на море. Полска излага. Кај, да. Излага горе на море. Да, Полска, да. добро. Да. Ја кажи Белгија. 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 Антверпен е пристаниште, излегува Белгија на море. Еј. Тоа е едно од најголемите пристаништа, нели, најактивни. Ништа. Ништо. Значи, во овој дел не смев никако да ви сугерирам, нели, дека може да го промениме одговорот. Да бевме тука застанати за парична награда, ќе направиме се за да ме добро, пренасоча. тоа. Знам дека ова беше мал лапсус. Имавте Афганистан, ги спомна Казахстан и Киргизстан, и двете можевте да ги играте, и двете не излегуваат на море, а нив исто така друштво тука им прават Афганистан, Азербејџан, потоа Боливија, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Ерменија, Есватини, Етиопија, Замбија, Зимбабве, можеби требаше оние афрички држави да ги играме, таму ги има неколку, потоа Малави, Мали, Молдавија, Монголија, Парагвај, Руанда, Таџикистан, Туркменистан, Уганда, Да, бе. Централно Африканска република и така натаму.
За жал, Драголјуб и Сашо. Ова недоаѓање често во листа за 300 се одрази. Да. Ни треба малце кондиција, што значи, затоа што денеска не освоивме никаква парична награда, веќе како да кажам, за месец дена ве чекам најкасно повторно да дојдете тука за да го поправиме овој резултат. Знам дека тогаш ќе се вратите со гризење, што се вика. Сега нема да спиете можеби еден ден, како можевме да си дозволиме вакво нешто да биде. Ама тоа па од друга страна ме радува мене зашто знам дека ќе дојдете да барате освета. Така е. И супер. Драголјуб и Сашо, секогаш ми е чест и задоволство кога сте присутни тука во студиото, но за жал денеска морам да ви кажам чао. Иван и Дарко, успеавте да се извлечете денеска супер паметно одиграно, немам никакви замерки, храбро и паметно, како што реков. Сега, ќе имате шанса да си освоите парична награда. Последните две учества успеавме да инкасираме по 150 евра, дали денеска ќе биде поразлично, останува да видиме, па да. така ти рече дека 300 сега, ајде. Мора. Ајде да видиме баш. Сега, за да ги вратиме Драголјуб и Сашо во игра, за да нели се вратат уште поспремни наредниот пат, ќе изиграме една кратка партија пенали, кои што нема да значат ништо на севкупниот резултат, но чисто ќе ни биде една мала забава на нас тука во студиото и за вас, драги гледачи. Иван и Дарко, дали сме подготвени за една ревијална партија пенали, Да. која што нема да се одрази на резултатот? Нема. Супер, ви благодарам. А темата за денешните ревијални пенали гласи: зборови во песната "Жал за Деспина". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во оваа песна на Наум Петрески. Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секој збор можете да го кажете само еднаш, а зборови од препеани верзии не се признаваат. Иван и Дарко, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Драголјуб и Сашо, дали не е јасна? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали без разлика дали се ревијални или вистински, одговараат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Сашо и на Драголјуб, што значи од нив го очекувам и првиот одговор. Што? Извини? Што? 100. Што? Извини, малце слабо, во моментот баш ко забилја пречка некоја, што? И е прв точен одговор, така е. 2. 2. Така е. Музики. Музики. Точно. Свират. Свират. А што ќе прават? Така е. Ме. Со Три букви А, со три повеќе. букви? Да, нема. Разбуди. Разбуди. Така е. Чалги. Чалги. Така е. Стара. Стара. И стара е точен одговор. Не знам кај застанав. Помине. Помине. Ке помине. Така е. Точен одговор, помине. Пусто. Пусто. Ту на човек да му е менат кога фана со вас доди. Свирите. Свирите. Свирите точен. Па и да пеете, бе. Пеете, така, ајде. Не може, ми тежеше, тука морам да го кажам. Не може, после свирење морам да кажам пеење. Перете. Пеете, перете, бе. Од пеење на перење отидов. Мајко. Мајко. Така. Јадови. Јадови. Така е. Срце. Срце. Чекај да видиме само момент. Така е, тропна да го погоди. Вчера. Вчера. Или кој што би рекла кумановци јучера. Јучера, да. Посвршија. Посвршија. Така, посвршија. Точен одговор. Време. Време. Така е. Помине, кажа. Да. Да. Две помина. Две. Две кажа. Тоа.
Не знам уште колку зборчиња имаме, јас се изгубив ред. Сега. Детектува некој? Излези. Излези. Не бе вчера. Ајде. Излези. Вчера требаше, нема се. Вчера излези. Се Иван ке сега како можеше да изгледа пенали, бе? Не. Вчера го заборив. Вчера, да, вчера ќе беше точен одговор. За жал, време зборот е погрешен. Што значи не е ни важно кој победи денеска на ревиалните пенали, чисто бепе тука за да се позезаме малце, да ги вратиме во ритам Драголюб и Сашо, за да се покажат во вистинско светло, онака како што знаат и како што се покажувале во следното издание на нашиот квиз. А сега, јас да прочитам на брзина песната Жал за Деспина. Што ме разбуди стара мајко, пусто срце ми е уморно. Од јадови за Деспина вчера мајко ја посвршија. Две музики свират чалги, една весела, друга таговна. Прва за неа пеат сватови, друга за мене, жал за Деспина. Стара мајколе, еве минува и предпорти застанува. Сите весели, таа солзи две прошка бара мајко од мене. И да свирите, и да пеете, жал за Деспина не ќе помине. А сега, драги гледачи, се враќаме тука на главната сцена за да видиме што ќе направат Иван и Дарко во продолжение, кога ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Зато останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Дарко и Иван ми се придружија тука на главната сцена по трет пат во овој циклус. До сега имаат остварено, односно земено 150, 150, 300 евра севкупно. Колку сложена математика ми дојдува најнаш. Да, а денеска, како што рекоа, ќе атакуваат на она најголема сума од 300 евра. Баш ме интересира дали ќе успеете да земете денеска. Имам темата тука подготвена е. Нема да ви кажам со што е поврзана, за да ви биде изненадување на вас и на нашите гледачи. Ете така, до тоа што ќе го направам е да ве потсетам како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња и кои треба да ги спишеме со точни одговори за да добиеме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, 6 точни одговори ви носат 100 евра, 9 150, 12 200 евра и за 15 добивате парична награда од 300 евра. А сега, Дарко Иван, дали сме подготвени? Да. Да. Се надевам дека сте подготвени и вие, драги гледачи. Слушајте внимателно. Денеска го тестираме нашето знаење на тема кошаркарски репрезентации кои игра на Европското првенство 2025 година. Ги барам имињата на репрезентациите кои настапија на Европското првенство во кошарка за мажи кој се одржа во август 2025 година и на кој за прв пат домаќини беа дури 4 држави. Дали ни е јасна темата? Јасно. Да. Следиме кошарка? Малку. Следи. Малку. Ајде да видиме колку е тоа малку сега. Ајде како се. Не бе, не, по една ќе идеме. Ајде. Србија, Германија, Франција. Србија, Србија. Ево едно и прв точен одговор. Германија, Германија. И Германија точен одговор. Франција. Франција. И Франција ни носи 50 евра, честитки. Сега што правиме за понатаму? Идеме понатак. Добро. Чекај, јас ги кажам. Нека кажа. Потоа. Србија, Германија, Франција. Шпанија, Шпанија. Така е. Турција, Турција. Финска. Така е. Финска. И Финска домакините, така. Србите. Да, и Естонија игра. Епа, успеавме да стигнеме до 100 евра, честитки. Се множат, леле, гледам како купчето расте таму. Чак. Што ќе правиме за понатаму Ќе сега? одиме понатаму, да. Добро. Лука Дончич. Словенија, Латвија. Латвија и Италија. Литванија. Латвија или Италија или Латвија? Италија. Да. Словенија, Словенија. Така е. Латвија, Латвија. Така е. Литванија. 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 Домаќин беше Естонија.
Сигурен си? Па Естонија, Финска, кој беа домаќини? Естонија, Германија. Финска, Германија И рековме Литванија Белгија? за 150 евра. Чекај, застани се, ќе видим. Точен одговор. Честитки, уште само 6 полиња до онаа максимална сума за која што се зарече дре. Сега затоа размислувај убаво. Убаво, да. Соседиве, дај ми ги. Грчка? Грција, Грција. дај ми... Беа Босна? Не беа. Беа Босна. Беа? Джезба, били су. Беа са. Беа Босна, Беа. Грција. Босна, Грција. И Хринос, мислам дека беа... Италија, кажавме? Да. Па не сме кажали Италија, Италија. Италија. Италија заборавив. Италија. Започуваме со Италија? Да. Италија за 10 точен одговор. Јас го видов веќе името тука на листата што си имам. Грција, Грција. Не Грција, не. Не. и Босна. И Босна И Херцеговина. и Херцеговина, така за 200 евра. И тоа е воедно 12 точен одговор за Дарко и Иван. Браво, момци. Сега, уште само 3. Размислете, има доволно. Има. Ајде. Значи, јас сум сигурен дека беше Естонија домаќин, ама види, не знам. Мислам беше домаќин, Естонија. Игра... Ара и Есте Да, компанија, да. Да. Естонија? Мислам дека Исланд играше, пошто игра со исто брза кошарка. И они беа игра. И Белгија да не игра. Чекај, за Белгија не сум сигурен. Да, да. За Белгија не сум. За Естонија сум с 99. Исланд, викаш беше? Чекај, дај било да ви појаките не сме спуштили некој? Кој се испушти? Да не сме Хрватска спуштили. дали играш? Не играше Хрватска. Не, многу се слаби сега за него. Црна Гора? Симоновиќ компанија? Чешка, Словачка, кој не е? Чекај, Словачка. Сега не ми текна. Холандија. Холандија, мислам што беше. Не беше. Не беше? Исланд и Естонија ги имам уште една. Ја ги кажам дека кажавте неколку, но меѓу време додека се изборевте. Кои се? Естонија, Исланд. Естонија, Исланд. И кои? Естонија, Исланд и Белгија. Не сум за Белгија, сигурен. Не сум, ич. Белгија мислам дека беше со Србија. Во група? Да. Чекай. Швейцарија не беше. Шведска не беше? Шведска? Шведска не беше. После 100 години и они играат трча. Да, да, Сега само кој че- го игра? Има да играат трчајќи. Да се. Од Русија нема никој. Турција нема кој да биде друг. Кипар од Португал нема. Не. Португал нема. Исландија. Ајде, за кој ќе се одлучиме? Белгија мислам. Естонија, Исланд. Ајде да почнем и да нема назад после. Да, што ви кажа? Ајде Естонија, ајде. Естонија. Грешен одговор. Те зезам. Не, Не, ама зезави. не беше меѓу домакините како што рече, но Ама игра се игра точно Игра, така на јесте првенството компанија, и е 13 точен одговор. Потоа, Исланд рековме. Исланд. Чекај за последно. Па са И Исланд нема, тоа е готово. готово, ти иде возот. Исланд 14 точен одговор и за 15 кој ќе се одлучиме? Белгија бе беше, мислам, да. Белгија? Белгија, ајде. Ајде да видиме Белгија. Мислам дека игра Имам- Белгија. Нема га сега ќе ви кажам. Иван. За Белгија не знам, сега ќе провериме, но ги спомнавте Португалија, точен одговор. Црна Гора, точен одговор. Шведска, точен одговор. Белгија, точен одговор. Ајде, лапете 300 евра. Луѓе од зборни. Честитки. Така е, луѓе. Пошто, почитувам. Сега да не знам. се лажеме. Многу е важен зборот, да се држи човек до зборот. Супер. Со здравје да си ги трошите парите. Фала. На моје огромно задоволство повторно ќе се дружиме веќе во следното издание на нашиот квиз. А пред да се одјавам, драги наши гледачи, гледачки, верни следачи, да ги прочитам оние кошаркарски репрезентации кои игра на Европското првенство минатата година. Тука ги имаме како домаќини Кипар, Летонија, Полска и Финска, потоа Босна и Херцеговина, Белгија, Велика Британија, Германија, Грузија, Грција, Естонија, Израел, Исланд, Италија, Литванија, Португалија, Словенија, Србија, Турција, Франција, Црна Гора, Чешка, Шведска и Шпанија.
Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. Секако останете ми во добро здравје, гледајте телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!